ова издание, Обединетите нации со повик до државите за фокус врз менталното здравје во време на коронавирусот на глобално ниво. Политичко оценување, оценка на историчари за изјавите за негирање на македонскиот јазик и историја. Против COVID-19 со транспарентни заштитни маски. За кого се наменети? Ќе ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Американски и германска компанија стојат зад главните тестови за коронавирусот. За ова подоцна во емисијата на почеток вестите. Македонската државна изборна комисија усогласи единствен став околу продолжување на изборниот процес кој треба да биде доставен до претседателот. Членовите се согласиле дека сите одлуки во врска со предвремените избори и продолжување на процесот треба да бидат во согласност со изборниот законник. Дик смета дека избирачкиот список мора да се преработи. Истовремено министерот за здравство информираше дека комисијата за заразни болести изработила протокол за изборите. Клучно е дека ќе биде задолжително носењето заштитна маска, држењето физичка дистанца, честата дезинфекција на рацете и проветрувањето на просториите. Се предлага и продолжување на гласањето на денот на изборите за 2 часа. Венко Филипче изјави дека ќе предложат ново продолжување на вонредната состојба, прашање кое ќе се разгледува на утрешната седница на Советот за безбедност. Обединетите нации ги повикуваат владите да се фокусираат на услугите за ментално здравје на граѓаните како што светот се соочува со пандемијата. По децении негрижа и недоволно инвестирање во услугите за ментално здравје, пандемијата на COVID-19 сега им предизвика на семејствата и на заедниците дополнителен психички стрес, рече генералниот секретар на ООН Антонио Гутереш. Тргувањето на европските берзи денеска е намалено во услови на зголемено стравување дека глобалната економија се уште е под силно влијание на пандемијата. Индексот во Лондон падна за 2,2%. Несогласувањата меѓу Северна Македонија и Бугарија се излезени од сферата на историјата. Мики Трајковски за Гласот на Америка ги сублимира ставовите на македонските историчари. Последните изјави кои доаѓаат од соседна Бугарија и нивните официјални представници дека македонскиот јазик е создаден врз бугарскиот дијалект или пак дека Северна Македонија со фалсификување на историјата не може да се надева на членство во ЕУ е класично политичко условување кое не се потпира на научна методологија, вели професорот Ванчо Ѓорѓиев. Преку ова комисија, која што очигледно беше насочена и кон постигнување на некаков компромис и релаксирање на односите помеѓу двете земји, очигледно источната страна настојува да наметне свој политички терк на работата и веројатно има некаква политичка агенда за тоа. Професорката Наташа Котлар смета дека Македонија треба да изгради цврстана дворешна политика во однос на прашањата со Бугарија, односно да знае до каде може да оди. Треба да знае каде се нејзините гранични меѓи. Што може да преговара и што не може да преговара. Мислам дека во моментов таа настапува премногу одбрамбено, премногу се повлекува. Сметам дека најлесниот пат е ако едни на други си признаеме постоење, индивидуалитет. Сепак се чини дека најтешкото прашање за кое би се дошло до решение е она за Гоце Делчев, за кој професорот Ѓорѓиев вели дека не е единствениот проблем кој постои меѓу двете страни, но ти акцентот е врз него затоа што тој го има централното место во борбата за создавање на автономна македонска држава. Тој треба да послужи практично како еден понтовски мост и со тоа да се премости јазот во бугарската историографија, бидејќи нивната приказна е дека до 44-та сме еден народ, а потоа сме создадени од Коминтерната, од Тито и од комунизмот, која станува збор за наметнати чествувања, бидејќи тоа е идеја и предлогот од бугарска страна за Гоце Делчев, мора да се има во предвид дека македонските историчари нема да прифатат политичко решение. Ставот на Ѓорѓиев како член на заедничката комисија е дека има прашање за кој може да се разговара, но не во смисла некој да прифати нечи историски наратив, туку да се најдат одредени допирни точки кои би биле символ кон приближување на двата народи. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.
Американски и германска компанија го направија првиот тест за вакцина против коронавирусот. Керолин Персути со деталите. Майкл Сикорски е на пат да испише историја. Тој е седмиот студент по медицина кој прими вакцина за COVID-19, како дел од процесот за нејзино тестирање. I feel a sense of responsibility. Чувствувам одговорност и обврска како младо и здраво лице да учествувам во едно од овие рани тестирања. Сикорски и други 360 лица се дел од првата фаза на тестирање на вакцината која го прави компанијата Pfizer и нејзиниот германски партнер BioNTech. Компанијата паралелно тестира 4 вакцини, користејќи го методот РНА. Вакцината има мал дел од генетскиот код на вирусот, а телото го третира како надворешен протеин, што генерира имунолошки одговор. Американската компанија Модерна, заедно со националните институти за здравје, го користат истиот метод во тестирањата на вакцината, кој почна минатиот месец. И новиот почна со употреба на метод што инволвира ДНК. BioNTech и Pfizer почнаа со тестови на 5 мај, додека кинеската компанија CanSino Biologics е пред сите други, правејќи тестови во втора фаза. Универзитетот Оксфорд во Англија почна со тестови минатиот месец, а научници во Вухан и Пекинг користат традиционални методи за тестирање вакцини. Водечкиот владин експерт на САД за справување со пандемијата предвидува дека светот ќе добие вакцина до октомври. Предизвикот е да се направа доволно за да има значајна дистрибуција. Во меѓувреме, учесници како Сикорски се под мониторинг за безбедност на вакцината. So every night at 9 o'clock I get a little buzz on my Секоја вечер во 9 часот одговарам на серија прашања меѓу кои дали имам болка, температура, отоци или друга непријатност. Ако се заврши добро, вакцината против коронавирусот се очекува да биде пуштена до крајот на годината, што ќе биде без преседан. За крај на News Flash, транспарентни заштитни маски за глувонеми. Од Индонезија е следниот прилог. Маските за лице, дизајнирани за да се спречи ширењето на COVID-19, се проблематични за лица како Ви Рахаи. Оваа жителка на Џогџарта, Индонезија, е родена глувонема. Таа го користи знаковниот јазик и чита од усни, во случај кога лицата не го користат знаковниот јазик. Бидејќи е потребно да гледа во усните на луѓето, таа направи транспарентни маски, користејќи пластични ленти. И пред пандемијата ми беше тешко да комуницирам со луѓето. Кога почнаа да се носат маски, стана уште потешко, бидејќи не можам да им го видам изразот на лицето и движењето на усните. Заедно со нејзиниот сопруг, кој исто така има оштетен слух, почнале да прават транспарентни маски и да ги дистрибуираат до нивните пријатели кои го имаат истиот проблем. За разлика од Америка, Индонезија нема универзален знаковен јазик. Во градови како Џогџарта и главниот град Џакарта, повеќето го користат индонезискиот знаковен јазик, познат под акронимот BISINDO и кој во голема мера е базиран на американскиот знаковен јазик. Сега, бидејќи секој носи маска, ништо не можам да разберам. Барам да ја тргнат маската, но повеќето не сакаат. Ако носат транспарентни маски, комуникацијата ќе биде полесна. Според СИГАП, Организација за заштита на лицата со попреченост, со седиште во Џогџарта, користењето транспарентни маски ќе биде лекција за јавноста за потребата од инклузивни мерки при справувањето со пандемијата. СИГАП верува дека оваа иницијатива треба да се вклучи во владините мерки. Транспарентните маски треба да бидат грижа на владата, за да може да се произведат во големи количини и да се дистрибуираат пошироко. Но многумина од глувонемите лица во Индонезија не чекаат на тоа и со креативност се обидуваат да ја преживеат пандемијата. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон, ова беше News Flash. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер.